Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Се повеќе странци купуваат станови на брегот на Охридското езеро. Поскапувањето на водата во Струшко удар врз джебот на граѓаните и бизнисите. ИПА Охрид и Сдруженијето на глуви и наглуви лица потпишаа меморандум за соработка. Деветнаесет одобренија за градење издадени во Охрид во јануари, ќе се градат 150 станови. Свиркачот за Боинг пронајден мртов. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 12 степени Целзиусови. Во среда над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од месец март. Услови за слаби и локални врнежи од дожд се очекуваат на британските острови, на југ од Скандинавија и во југоисточна Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Во северните и јужните предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 16 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и посвежо со благо опаѓање на температурите. Во попладневните часови, локално во северозападните, западните и во југозападните предели, нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 18 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимална температура до 11 степени. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во сабота умерено облачно време со слаби врнежи од дожд попладне. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Зголемен интересот за купување на станови и куќи во Охрид од страна на странските државјани. Најатрактивните локации се централното подрачје и стариот град на градот. Недвижностите се особено атрактивни за дигиталните номади, лицата кои работат онлайн за странските компании, кои со тие плати може да се дозволат удобен живот во земјава, но и за странските пензионери. Расте интересот кај странците за купување на станови на брегот на Охридското езеро. Најатрактивни се локациите во централното градско подрачје, стариот град, популарните билјанини извори вдолж брегот на Охридското езеро. Посебно барани се апартманите во новите населби во Елешец, Лагадин, Пештани и Рача. Последнава деценија забележително е присуството на странците, кои што го избираат Охрид како дестинација, како алтернативно живеалиште или времен туристички престој. Имаме доста странци, клиенти од Холандија, од Германија, од Англија, од Соединетите Американски држави, од Канада, од Турција и така натака. Значи, во последните години Охрид постојано е присутен на најпознатите туристички магазини. Сега последно според Mirror, значи тие го опишуваат Охрид како Македонија како скриениот скапоцен бисер во Европа и го препорачуваат место кое што треба задолжително да се
да се посети. Недвижностите се особено атрактивни за дигиталните номади, лицата кои работат онлайн за странски компании, кои со тие плати може да си дозволат удобен живот во земјава, но и за пензионерите. Така што нив овдека животот им е доста ефтин и може да си обезбедат поудобен живот. Да не ги заборавиме и пензионерите странци кои што исто така го избират Охрид како алтернативно живеалиште, бидејќи со нивните пензии можат да имат овдека поудобен живот. Па обично се одлучуваат да купат апартмани. А исто така доста се заинтересирани и за старото градско јадро. Има доста од нив кои што купија куки во старото градско јадро. Најбарани се малите викенд станови од 30 до 50 квадрати, кои купувачите најчесто ги користат за одмор и рекреација. 19 одобренија за градење издадени во Охрид во јануари 2024 година, а на ниво на државата издадени се вкупно 256 одобренија за градба, соопшти Државниот завод за статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари 2024 година во Охрид се издадени 19 одобренија за градба, од кои 14 одобренија на приватно лице како инвеститор, а 5 на деловен субјект. Предвидена е изградба на 150 станови со вкупна корисна површина од 10.460 метри квадратни. Во јануари 2024 година во Струга и Дебарца не е издадено ниту едно одобрение за градба, а во Вевчани се издадени 2 одобренија на физички лица, соопшти Државниот завод за статистика. Во извештајниот период на ниво на државата издадени се вкупно 256 одобренија за градење, што е за 34,4% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење на државно ниво предвидена е изградба на 615 станови со вкупна корисна површина од 56.031 метар квадратен. Мартовските сметки за вода ги револтураа Стружани и бизнис заедницата. За домаќинствата водата е поскапена за 35%, додека за фирмите дури за 57%. Новата цена на водата велат е силен удар врз граѓаните, индустријата, санајчиството и хотелско-гостителскиот сектор. Мартовските сметки за вода во Струшко се речиси двојно повисоки. За домаќинствата водата е поскапена за 35%, додека за фирмите дури 57%. Големо поскапување има на цената за одведување на фекални води. За домаќинствата зголемување од 80%, а за фирмите 90%. Поскапувањето се должи на зголемените трошоци на јавното предпријатие, скапата струја, но и зголемувањето на платите на вработените. Стружани револтирани, цените растат, а водоснабдувањето не е подобрено. Водата да се давиш, а најскапа вода во Струга. Тоа е проблемот. Не знаат како да крадат начин, само измислуваат ноќе кои ќе се дома како да најдат начин да украдат народот. Имаме вода овдека ние за цела Македонија, ќе си трошиме помалце. Скапувањето било на што иде не е убаво. Вклучувајќи и водата, мислам дека и со ова новото поскапување водата во Струга била и поскапа од другите места. Новата цена на водата е силен удар и врз индустријата, занајчиството и хотелско-угостителскиот сектор. Од бизнис заедницата велат треба да се преиспита одлуката. Самото тоа поскапување носи до нешто друго. Значи, такви нагли, огромни поскапувања. Треба да се прават анализи и тоа поскапување да биде соодветно. Ако сакаме тие хотели или било кои други угостителски објекти нели да екзистираат на обалава и да даваат подобри услови, ќе мора и тоа да биде регулирано. Секако дека во иднина треба да се штеди на вода, го знаеме тоа, но ние не сме таква дестинација што ја немаме вода во изобилство. Од јавното предпријатие Водовод кое се дави од долгови, велат цената на водата ја одредува регулаторната комисија врз основа на податоците и трошоците што ги доставила локалната власт. Во четврток ќе се одржи 39-та седница на Советот на општина Охрид. Советниците ќе одлучуваат по 86 точки од дневниот ред.
Градските советници во четврток, 14 март, ќе одржат 39-та седница на Совет на Општина Охрид со почеток во 9 часот. На дневен ред се 86 точки, меѓу кои извештаите за финансиско работење и годишната сметка за 2023 година на општинските основни средни училишта и градинката, усвојување на годишна сметка за работата на јавните предпријатија. Советниците треба да ги усвојат извештаите за реализација на годишните и развојните програми за 2023 година, годишниот извештај за завршната сметка на буџетот на Општина Охрид за 2023 и извештајот за годишниот попис. На дневен ред е и предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општината за 2024 година и 20 точки од областа на урбанизмот. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Интернационалната полициска асоциација регион Охрид и Здруженијето за глуви и наглуви лица од Охрид. Интернационалната полициска асоциација регион Охрид и Здруженијето на глуви и наглуви лица од Охрид денеска потпишаа меморандум за соработка. Меморандумот што го потпишаа председателот на ИПА Охрид магистар Стефан Димовски и Славица Стефановска, секретар на Здруженијето, е знак за меѓусебно пријателство со цел јакнење на комуникацијата меѓу глувите и наглуви лица со ИПА полициските службеници, воспоставување на системска меѓусебна соработка и едукација на теми од областа на безбедноста. Според Стефан Димовски, председател на ИПА Охрид, меморандумот има за цел планирање и програмско унапредување на меѓусебната комуникација, соработка во областа на безбедноста преку едукација и реализација на практични форми на едукативни работилници со теми од областа на безбедноста, реализирање на кампањи за дефинирање и форми за практично решавање на проблемите од безбедносен аспект, како и можност за запознавање на ИПА полициските службеници со основните одредби од знаковниот јазик и начините на комуникација на членовите на Здруженијето. Според Славица Стефановска, секретар на Здруженијето, меморандумот што го потпишаа со ИПА Охрид ќе значи и поттик на глувите и наглуви лица кон поголема одлучност за комуникација со полициските службеници во врска со нивните проблеми и потреби од областа на безбедноста, како и зголемена грижа за инклузивност на оваа категорија граѓани, стекнување основни информации за работата и начинот на функционирање на полицијата на двете страни потписнички, запознавање на членовите на Здруженијето со законските одредби поврзани со работата на полицијата. Изложба на црно-бела фотографија и графички дизајн. Во петок и сабота, на 15 и 16 март, во Националната установа Центар за култура Григор Прличев Охрид, ќе се одржи изложба на црно-бела фотографија и графички дизајн. На изложбата ќе бидат поставени дела на Димче Куруновски, Димче Мајковски и Слободан Циклевски. Изложбата ќе биде отворена во петок, 15 март, во 18 часот во изложбениот салон на Центарот за култура. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 5 лица, меѓу кои 3 деца, загинале во судир на училишен автобус и камион на автопат во Рашвил во американската сојузна држава Илиноис, соопштиле државните власти. Загинале возачите на камионот и автобусот, како и сите 3 деца во автобусот, од кои едното имало 5, а двете по 3 години. Трите деца и возачот биле единствените луѓе во автобусот во моментот на инцидентот, соопштиле властите. Полицијата соопштила дека училишниот автобус од непознати причини преминал на патеката на камионот и директно удрил во него, пошто и двете возила се запалиле. Поранешниот менаџер за квалитет во авиокомпанијата Боинг, Џон Барнет, познат во јавноста како свиркач за Боинг и по тоа што јавно изрази загриженост во врска со стандардите за производство во оваа компанија, е пронајден мртов во неговиот камион на паркингот во хотелот каде што престојувал. Форензичарите соопштиле дека починал од повреди кои сам си ги нанел и дека полицијата го истражува случајот. Во деновите пред својата смрт, 62 годишниот Барнет бил сведок во судски процес против авиокомпанијата. Тој во 2019 година за BBC кажал дека работниците во фабриката во Северен Чарлстон биле преоптоварени, работеле под притисок и дека намерно вградувале делови кои биле подстандардни од квалитет. Во некои случаи делови кои не ги задоволувале стандардите биле вадени од контейнерите за отпад и вградувани во авионите како би се спречило доцнењето на производствената линија. Барнет открил и сериозни проблеми со системите за кислород, што, како што рекол, би можело да значи дека една од 4 маски за дишење нема да биде употреблива во итни случаи. Тој ги предупредил менаџерите за тоа, но ништо не било преземено. Боинг ги негирал тврдењата на Барнет, но истрагата на Федералната управа за авиација потврдила некои од неговите наводи.
Украински беспилотни летала рано утрово извршиле напад на енергетски објект на руската нафтена компанија Лукойл во индустриската зона Кстово во регионот Нижни Новгород, објавил гувернерот на тој регион, додавајќи дека по нападот избувнал пожар во една од постројките за преработка на нафта. На лице место работат специјални служби кои ги користат сите потребни сили и средства за локализирање на пожарот, кажал гувернерот. Руското министерство за одбрана соопштило дека системите за противвоздушна одбрана собориле вкупно 25 беспилотни летала кои Украина ги лансирала над неколку руски области, објавила руската државна новинска агенција РИА. Не е соопштено дали сите дронови се уништени. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп вети дека ако повторно биде избран, еден од првите потези ќе му биде ослободување на сите лица кои беа затворени поради учеството во нападот на американскиот капитол во 2021 година. Бунтовниците кои тогаш ги поттикна на акција со лажни тврдења за изборна измама на последните претседателски избори, упаднаа во седиштето на американската демократија на 6 јануари 2021 година во обид да го спречат преносот на власта од него на Џо Бајден. Според податоците на Министерството за правда објавени минатата недела, 1358 лица се обвинети во текот на 38 месеци, а околу 500 се осудени на затворска казна. Како еден од првите потези, Трамп вети и дека ќе затвори границата со Мексико и во новиот претседателски мандат нема да се однесува како диктатор, освен првиот ден. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!